Добар ден и добре дојдовте за моите двајца почитувани гости, министри во актуелната влада на Република Македонија. Створивме една пракса, јас како кандидат за градоначалник на општина Карпош, од време на време да ни бидат гости дел од министрите. Можам да речам дека во голем број од сите битни министерства веќе ни гостува во општината со своите согледувања, со своите размислувања, да покажеме една релација, да ги покажеме амбициите, конечно и општина Карпош заедно со градот Скопје и централната власт да се вклучи во костец со проблемите на граѓаните на општина Карпош. Значи, уште еднашка добре дојде за професор доктор Весна Јаневска, министерка за образование, и ценетиот Горан Минчев, министер за јавна администрација. Јас на почетокот еден краток вовед, да почнеме пред се со дамата, со министерката. Ние, јас како кандидат и мојот тим, во програмата која нудиме како избор на граѓаните, да метнавме голем број на планови врзани за образованието, како до оние најосновните кои се однесуваат на редот во училиштата, да речеме од редарски служби, па униформи за дечињата, што ќе биде новина во Карпош, надградување на капацитетите со доградба, со и во предшколската и во школската возраст и така натаму. Поддршка за учениците кои имаат особени резултати, оние екскурзии и така натаму, да не се набројувам. Јас би сакал, министерке, на почетокот да ве прашам каков е вашиот став и кои се програмите во МОН кои се однесуваат на новите инвестиции во образованието. Ви благодарам многу. Ми представува задоволство што ќе можеме да продискутираме на оваа тема, но и на другите теми, заедно со министерот Минчев. Ќе ми дозволите да бидам малку нескромна. Во изминативе 16 месеци ние во образованието вложивме 67 милиони евра. 32 милиони евра само од МОН, остатокот до 35 милиони преку програмата за поддршка на локалната самоуправа, каде што за војнина го предвидуваме, се разбира, и Карпош, бидејќи тоа е значајна општина, бидејќи таму треба да се направат дополнителни инвестиции. Јас ќе ги набројам тие што треба да ги направиме. Она што досега Министерството за образование и наука го вложило е во училиштето Димо Хаџидимов, во Петар Попарсов, Братство, Владо Тасевски и Војдан Чернодремски, во вредност од 8 милиони и нешто денари. Но она што ќе го вложиме кога вие ќе бидете градоначалник, се 326 милиони денари, и повторно зборуваме генерално, првенствено и приоритетнија целодневната настава, и почнуваме со градежни работи за доградба на училници за овозможување едносменска настава и изградба на спортска сала во училиштето Димо Хаџидимов. Потоа во училиштето Петар Попарсов проектирање и изградба на градежни работи за доградба на училници повторно за едносменска настава. Јан Амос Коменски опремување на спортската сала, Владо Тасевски опремување на спортската сала, изведба исто така на градежни работи за пристап на лица со посебни потреби, и нив нема да ги заборавиме. Во училиштето Војдан Чернодримски опремување спортска сала, во Братство изградба на спортска сала, и тука во вашата општина спаѓа и студентскиот дом Гоце Делчев, кој очекуваме за во следната фаза да го досредиме така како што треба, односно реконструкција имаме на менза и кујна усогласено со ХАСАП системите. И ова е веќе некако и познато, бидејќи јас лично сум го промовирала, а сега заеднички, бидејќи овие работи заеднички ќе ги правиме. Останува уште нешто многу важно, а тоа е дека во општина Карпош се предвидува и првиот технолошки парк на Македонија, и една слободна зона во која што фирмите ќе добијат пристап за да можат да функционираат во тој технолошки парк.
Секако, иден градоначалник, ова е нешто што ќе потрае, вие знаете дека малку ќе потрае, нема да биде утре готово, но до крај на вашиот мандат сигурно ќе биде готово, а се надевам и пред тоа дека ќе биде готово. Инвестираме многу и во енергетска ефикасност, со енергетски ефикасни фасади, но еден голем проект кој исто ќе го досредиме и во Карпош е поставување на фотоволтаични панели на училиштата и основните и средните училишта кои ќе ве овозможат како општина да заштедите во потрошувачката на струја, што е многу значајно и многу важно. Дополнително, јас имам многу да зборувам, но нема да должам, само уште малку. Так. Дополнително имаме нова формула за финансирање на образованието во општините, која донесе оваа влада и која драстично ќе го подобри финансирањето на образовните установи во општините. Малку е различна од претходната, но со оваа формула ќе ви овозможиме, заедничка работа е тоа, да посоодветно се трошат средствата кои треба да дојдат во образованието. Зошто потенцирам заеднички? Затоа што е многу важно кога централната и локалната власт заеднички прават планови, имаат заедничка визија за тоа што сакаат да го постигнат, и во нашите претходни разговори јас сум сосема сигурна дека ние нема да имаме никакви разидувања во однос што образовниот систем во државата, но и во општините треба да постигне. Така да очекувам и во иднина прво да ги изреализираме сите овие проекти за кои што ги спомнав и за кои што зборував, но тоа не значи дека со тек на време ние нема да направиме и други кои што вас ви се значајни како општина, односно им се значајни на граѓаните на општината, од мојот ресор прво на учениците, потоа на наставниците, а тука се и родители, и баби, и дедовци, и вујковци, и тетки, и стрини, и така натаму. Многу е важно да бидат задоволни, особено во образовниот систем. Јас сум сигурна дека заеднички ќе успееме да ги постигнеме целите. Сигурен сум и јас, и верувајте дека ќе имате добар соработник и дека сето ова што го споменавте ми особено драго и за студентскиот дом кој го споменавте, и за идејата со технолошкиот парк, нешто што сепак се разликува од досегашната пракса. Образованието е стожер, еден од стожерите на нашето општество, и ми особено чест и гордо што ќе бидам дел од екипата која ќе ги спроведува сите овие програми. Министре, летово беа усвоени новите закони за јавна администрација, со кои првпат во јавните дискусии стана активно се вклучија и општините. Што значи тоа за практиката и за иднината на локалната власт? Прво, благодарам Сотир за поканата да бидам дел од еден ваков подкаст, затоа што навистина и согласно твоето прво прашање, темата е суштинска. Значи се работи за реформа во јавната администрација, односно како овој стар мит дека администрацијата е бавна, неефикасна и трома, да ја претвориме во модерна, поефикасна, професионална и непартизирана јавна администрација. И сега веднаш ќе се надоврзам на ова кое што колешката Весна го кажа. Со сите овие клучни капитални проекти кои што ќе бидат и дел од твоите обврски како иден градоначалник на Карпош, сето ова мора да пројде низ рацете на администрацијата. Дали се работи за спремање на било какви документи, дали се работи за идени решенија на било какви проекти, за капитални инвестиции, целата процедура која што мора да заврши со инфраструктурен проект, мора да пројде низ рацете на јавната администрација. Особено се гордам што оваа влада за многу краток период даде конкретни резултати во смисол на она кое што ти го праша, тоа е реализација на два клучни закони. И морам малку да се навратам наназад, ќе ми дозволиш, ќе одземам од ова драгоцено време, каква беше состојбата кога се формираше оваа нова влада. Прво и назначено е за да го покажеме јасниот сигнал
за да покажеме дека сакаме брзи, транспарентни и отчетни реформи, е самото формирање на министерството кое што јас го водам, а тоа е Министерството за јавна администрација. И тоа беше направено пред да се формира владата од страна на пратениците. Ние имавме навистина тежок почеток, работевме 6 месеци без буџет, меѓутоа добрата желба на вработените, затоа велам многу е битно да е ефикасна јавната администрација, еве шанса и да го пофала мојот тим, нивната посветеност донесе до една состојба, ситуација, каде што веднаш почнавме да реализираме она што ни беа бенчмаркови од Европската унија согласно акцијскиот план 2023-2026. Се работи за два клучни закони, а тоа е законот за административни службеници, законот за вработени во јавниот сектор, кој што ги затекнавме во собраниска процедура, се маткаа по ходниците на собранието, не поддржани од ниедна политичка партија, ги повлековме од два аспекти. Прво, затоа што е формиран нов правен субјект, тоа е Министерството за јавна администрација. Второ, затоа што содржината на тие закони беше неефикасна, беше лоша, но и да покажеме еден нов концепт на делување во рамки на владата и една нова демократска особина, би рекол, која што ја карактеризираме при носење на секој закон. На тоа додадовме уште два, што значи направивме пакет на 4 закони. Се, што ја разликува оваа влада и што е поврзано што ти како иден градоначалник со твојата администрација ќе треба да го правиш. А верувам дека тоа е така, бидејќи те познавам долг период и дека ти си еден од оние луѓе кои што се најтранспарентни, најотчетни, работат со граѓаните и во интерес на граѓаните. Таков беше и процесот при носење на овие закон. И велиме дека се историски, затоа што тоа е првиот чекор за толку посакуваните реформи во јавната администрација. Решивме да ги вклучиме сите заинтересирани страни. Кога велам сите, буквално мислам на сите. Тоа се однесува на сите институции во рамки на владата, се однесува на невладини организации, на граѓански издруженија, домашни и меѓународни, се однесува на академската фела, се однесува на експертите, се однесува на синдикатите, се однесува на административните службеници, но и чекор плюс кој што е многу битен, а тоа е вклучување на ЗЕЛС, односно на заедницата на единици на локална самоуправа, затоа што сметаме дека поврзаноста помеѓу локалната самоуправа и владата и заемната соработка е клучно за да функционира еден систем. Ние како влада подпишавме меморандум заедно со ЗЕЛС, односно со председателот актуелен на ЗЕЛС и идниот градоначалник на Скопје Орце Георгиевски, во кој што се договоривме да направиме една јавна расправа во рамки на општините во ЗЕЛС. Тоа се две јавни расправи, во кои што се вклучија преку 50 општини и каде директно разговаравме со проблемите со кои што се соочува јавната администрација во локалната самоуправа, односно сите службеници, тука вклучувајќи ги вработените во јавните предпријатија. На крај, оваа јавна расправа, државме 4 за овие два закони, заврши таму каде што треба, во собранието, односно во домот каде што се носат сите клучни законски решенија. Морам да кажам дека исто така ги поканивме сите, имавме една плодна расправа и влеговме во процес на носење на овие закони. Што овозможуваат овие закони и што е целта? Прво, да направиме јасна дистинкција и да се упатиме кон патот кој што не води на професионализација на јавната администрација. Многу долг период имавме повеќе начини на вработување во јавната администрација, кои што ја направија перцепцијата дека е таква. Непрофесионална, неугледна, спора, неефикасна и така натаму, и ние тоа сакаме да го смениме. Тоа значи дека ги зголемивме со овие закони критериумите за вработување. Понатаму направивме еден чекор кој што се однесува на обуката и на едукацијата во континуитет на сите службеници, но и најважно од се, дадовме јасен сигнал дека сакаме да ја прекинеме партизацијата во рамки на јавната администрација. Порано јавната администрација политичките партија третира како плен.
Ние тоа сакаме да го едноставно да го смениме и ќе го смениме и веќе го менуваме со сите овие критериуми додатни кои што ги додаваме во овие закони и мислам дека сме на добар пат да сите овие почетни, јас ги нарекувам чекори во реформи на јавната администрација, одат во позитивен правец. На тоа додадовме, значи, уште 2 закони со кои што формиравме една академија за континуирана едукација на јавните службеници, но исто така и направивме еден пилот проект со кој што јасно кажуваме дека тргнуваме со кратење на функционерите или оние нефункционални функции кои што досега беа чисто само за да ги задоволат партиските потреби. Тука пред се мислам на инспекцијскиот совет, каде што имавме едно тело од 7 члена што зема 2 до 2.500 евра, тоа го укинуваме и автоматски штедиме околу 300.000 евра во буџетот на годишно ниво. Тука има сега многу што да се кажува, но соработката на локалната самоуправа со централната власт е од клучно значење затоа што меѓусебната комуникација на државно, бидејќи се е поврзано и на локално ниво и професионализацијата на јавната администрација е клучен чекор, јас многу пати досега велам, крвоток на државата, затоа што ние сакаме јавната администрација да ја прикажеме како иднина, а не како пречка за подобри услуги кон граѓаните. И тоа е прв чекор со кој што граѓаните се соочуваат во локалната самоуправа, а тоа е јавната администрација. Типот и начинот на услуга кој што ќе бидат дадени на граѓаните е многу битен. Наша задача како министерство, но секако во соработка со локалните самоуправи, тој мајндсет да го смениме. Така. Извини, Да. ќе прекинам. Сите ние де факто сме администрација Апсолутно, на државата да, така, и во служба на граѓаните. На граѓаните, така е. И тоа така и треба да биде и на централно и на на- општинско и на ниво. локално. Мене ми е многу драго што го слушам ово од вас, коинцидира и со моите размислувања дека не треба да ги подвојуваме луѓето од јавната администрација во било кој основ. Јас деновиве често знам да кажам дека ќе се подпрам на оние сили со кои сега располага општината. Сигурно има луѓе таму низ годините што знаат Докажани да ја професионалци. работат својата работа со ваков план од ваша страна и на министерството. Се надевам дека ќе дојдеме до администрација која ќе биде уште подостапна и во функција на граѓаните. Министерке, наставниот кадар велате стожерот на образованието. Каков тип мерки планирате од аспект на почит промоција на наставниците, унапредување и зајакнување на вештините на наставниците? Дозволете да кажам дека наставниот кадар е стожер на општеството. И ќе биде и стожер на вашата општина, затоа внимавајте како се однесувате со наставниците. За да направим интересна емисија, си дозволив малку слобода. Јас на наставниците, уште во опозиција, како председател на Комисијата за образование и наука на ВМРО ДПМН, им ветив нешто и со задоволство можам да кажам дека тоа што го ветувавме тогаш како комисија, сега како министерство и го остваруваме. Ветивме поголеми плати затоа што е неопходно тие да имаат сигурност за да можат лесно и релаксирано да си обавуваат својата работа, која во суштина не е препотентно од моја страна, сигурна сум дека и министерот ќе се сложи, во суштина и го гради општеството. Од тука во рок од 6 месеци, еднаш во октомври, еднаш во март, им ја покачивме платата на наставниците нешто повеќе од 12%, но она што е поважно, подпишавме договор со СОНК, односно со наставниците, дека тие веќе во следните 4 години не треба да мислат на нивната плата, им гарантираме покачување на платата секоја година. Тоа го ветивме, тоа го остваривме. Дополнително на наставниците им ветивме и помош во однос на едукацијата на децата со посебни образовни потреби. Кога дојдовме на власт, затекнавме 800 образовни потреби, се извинувам, асистенти. Во овој момент имаме 1346 во основно образование и за прв пат 130 во средно. Во средно немаше.
немаше асистенти, сега тоа го средивме. Им ветивме кариерно напредување, кое неколку години го нема. Пред изборите распишавме конкурс, тоа значи дека тие кои исполнуваат одредени услови напредуваат во своето звање од наставник во наставник ментор, од наставник ментор во наставник советник. Значи, распишавме конкурс за ментори и за прв пат за советници во основното, за прв пат за ментори во средното образование и за прв пат оваа година распишавме конкурс за ментори за стручните служби, затоа што во минатото некако стручните служби како да беа додаток на наставниците, сега тие се изедначени и така и треба да биде. Бидејќи се избори, резултатите не можеме сега да ги објавиме, ќе ги објавиме по изборите. Она што е многу значајно е се има впечаток во целото општество дека наставникот го изгубил авторитетот и огромен број на луѓе така и се однесуваат кон наставниците. Покрај со ова што им го зајакнуваме интегритетот на самите наставници, во моментов имаме една кампања која се вика "Магијата е во знаењето". Ама знаењето го пренесуваат оние што немаат наметки и волшебно стапче, се викаат наставници и тие, нели, и тие всушност ја пренесуваат магијата на успехот. Од оној што многу знае, вие сте таков пример, во животот постигнува и успех. Тоа се обидеме да го пренесеме и на учениците, и на родителите, и на наставниците. Бидејќи светот драстично се менува и сме во ера на еден брз технолошки разбој, логично е дека на наставниците им треба поддршка во промените што се случуваат во светот. Македонија не сме да остане изолирана од тие процеси и затоа вложуваме огромни средства во доедукација на наставниците, она која што им е потреба. Неколку примери ќе ви кажам. Дигитални алатки, дигитализација, веројатно после ќе поразговараме повеќе за тоа ако има време. Справување со некакви несакани активности во училиштата, булинг, агресии и така натаму. Развивање на демократски процеси, негување на семејството и многу други проекти, финансиска писменост, администрација дел, нели, што е парламент, што е држава во процесот на демократските проекти и така натаму. Но на што би сакала да го потенцирам е дека се што ветивме во предизборието, во образованието остваривме и остваруваме. Јас сум сигурна и гарантирам дека вие сте од нашиот тим таков човек. Се што ќе ветите за локалната самоуправа, ќе остварите. И нашата предност е во тоа, повторувам, што заеднички имаме план, но имаме и образ. Она што ќе го ветиме, ќе го оствариме. Длабоко сум убедена и им порачувам на грајаните на Карпош, дека пред нив стои човек кој тоа што ќе вети, тоа и ќе го оствари. Ви благодарам. Ако може, јас сакам ова да се надовр за што го кажа Весна, во делот на магичното стапче. Да ја направиме по присна емисијава. Би сакал да се врати времето и ќе го спомнам мојот прв учител настае, кога одевме дисциплинирано од прво до четврто одделение, кога градевме вистинско знаење, затоа што имавме авторитети, кои што министерката ги спомнува, кои што ни ги дава првите чекори на знаењето. И тоа се градеше понатаму од четврто до осмо, па во средно, па на факултет и така натаму. За жал, во изминатиот период, тоа како да се изгуби. И затоа, онака, посакувам, а верувам дека тоа министерката умешно го прави, ќе се врати авторитетот и вербата од мали на нашите деца, дека мора да постои систем, мора да постои држава и во тоа мора да веруваат ако сакаме да одиме напред. И тоа е првиот клуч, тоа првично образование кој што се дава на младите генерации, да и причината да останат во државата, да творат и да ги користиме за државата, а не за некои други држави. Така да се надевам
овој проект што го води министерката ќе биде многу успешен, а многу важно е тоа да го прави и локалната самоуправа, затоа што вие како иден градоначалник имате надлежност на сите основни училишта кои што се практично првиот чекор на воспитувањето на нашето дете. И таа интеракција помеѓу родителите и наставниците или учителот мора да биде многу како да кажам, битна и остварлива. Токму така, ако ми дозволите, токму така, затоа што училиштата се под ингеренциите на локалната самоуправа, нели? Освен средните, кои што се по град Скопје. Да, под град Скопје. Но, првиот контакт кој што ќе го направат и при добро нешто, прослава, и при несакано нешто, кога ќе сакаат да се пожалат, родителите, наставниците, всушност се е градоначалникот. Министерството е некоја трета, четврта инстанца. Од тука, се во ова што го правиме и што заеднички ќе го правиме, е многу значајно за и луѓето да знаат кому ќе се обратат, како ќе се обратат, но и скалите на кои што треба да се обраќаат. Токму затоа иден градоначалник и многу вложуваме во инфраструктурата на училиштата за да бидат задоволни, но и во наставните програми. Вие немате надлежност на тоа, има Министерството, но тие се ви имате во инфраструктурата секако, но тие се прилагодени за ова што го зборуваше министерот, да им овозможиме да останат во сопствената земја, дел од нив да излезат на пазарот на трудот, да бидат задоволни од она што го сработиле, затоа што научиле, добиле компетенции и да си ја градат општината, а после тоа и државата. Од и општината е нивното место, нели тоа е нивниот крај, нивниот дом, кај што ги доживеале и лошите и добрите нешта, првите впечатоци се тука, да. Впечатоци. Така и ќе биде, јас ветувам како градоначалник дека ќе живеам, да кажеме, присно згушено заедно со наставниот кадар од основните училишта, со тоа и преку нив со децата и со родителите, и како што споменавте сите оние роднини пријатели на децата. Особено ми е драго што слушнав од вас спомнавте за враќање на интегритетот на наставниците, на наставничкиот кадар, многу важна работа на која мора сите ние како родители прво да работиме. Јас сум татко на 3 деца, се уште се дел во образовниот систем, така да ние прво како родители, а после секој од својата функција е многу важно да го вратиме, да помогнеме да се врати интегритетот на наставниците. Министер, една од најспоменуваните новини е модернизацијата на информацијскиот систем за човечки ресурси. Па вака збор 2, нешто повеќе за тоа. Тоа е навистина точно така, еден од важните столбови на реформата, тоа е модернизацијата на информацијскиот систем за човечки ресурси. Што поточно значи тоа? Тоа значи единствен регистар за човечки ресурси на целата јавна администрација, тоа е значи програм, софтвер, во кој што треба да влезат сите вработени во јавната администрација, но и во локалната самоуправа, во јавниот сектор, во сите јавни предпријатија кои што се под локалните самоуправи, или да бидам појасен за гледачите, всушност ќе имаме личната карта на секој вработен во јавната администрација. Што значи тоа? Тоа значи од почеток на неговата кариера, неговото вработување, неговото образование, неговата плата, неговото напредување во рамки на јавната администрација, и сето тоа е значајно за да се избегнат оние така наречени партиски врски, туку има еден редослед на напредување во кариерата. Ја во многу разговори до сега, па дури и со моите колеги министри, но и со представници на дипломатските представништва, го отварам прашањето што значи партизација и политизација, и тука спорам. Значи, партизација е еден процес на јавната администрација, а политизација е сосема друго. Ние сите како представници на одредени политички партии сме скочиле пред граѓаните на избори, сме ги промовирале нашите политики и за тоа сме ја добиле довербата на граѓаните. И ние сме избрани за да ги спроведуваме тие политики за кои што сме добиле доверба. Значи не збориме за политизација, туку за партизација. Овој систем тоа
ќе го оневозможи, значи да има партизација, затоа што ќе има јасна слика секој, и институцијата, и менеджерот на институцијата, и вработениот, да ја следи кариерата, професионалната кариера на еден вработен со еден клик на едно место. Тоа е една сериозна алатка, сериозен софтвер, во рамки на она што е кај мојот колега Стефан дигитализација, меѓутоа овој софтвер и овој систем е во рамки на Министерството за јавна администрација. Значи овој систем ќе ни воведува еден меритократски систем, каде што секој ќе напредува според знаењето и квалитетот, а не според непотизмот, некакви родбински, партиски врски, етнички врски или така натаму. Тоа не го возможува и она што е најважно за граѓаните ќе обезбеди едни побрзи постапки, поквалитетна услуга, а за службенице ќе биде навистина наведено каква одговорност имат и која е практично реалната кариера на еден професионалец во јавната администрација. И на крајот, само да спомнам, дека ова е една голема финансиска добит. И со тоа владата покажува како се однесува кон државните пари, затоа што јас го затекнав овој софтвер практично стар 10 до 15 години, вон функција, каде што во на почетокот беа внесени само 26 институции од 1400, не беше собственост на државата, сега е собственост на државата, се одвојува огромни средства за одржување на овој софтвер и при тој истиот софтвер го има секоја институција посебно. Ние овдека направивме полн погода, што значи прво во рамки на Министерството ги штедиме средствата за таа намена, морам да кажам дека тие не беа мали, околу 300.000 евра годишно, но уште поважно, откако сите институции ќе ги внесат вработените во овој единствен систем и софтвер, тогаш секоја институција ќе нема потреба да одвојува дел од средствата од своите буџети за таа намена. Нашата анализа вели дека државата со овој еден и единствен информационен систем за човечки ресурси ќе штеди на годишно ниво помеѓу 2 и 3 милиона евра. Браво. Тоа кажува каков пристап има владата кон парите на граѓаните, да ги штеди вистински, а при тоа да овозможи еден професионален систем, софтвер, кој што е договорено со оној кој што е наш партнер во оваа работа, да на секој 6 месеци го обновува, а секако дека тоа е од клучна важно да се пратат модерните европски трендови на дигитализацијата, која што каже и мојата колешка Весна, дека секојдневно се менува и тоа е еден динамичен процес. Така да, ова е многу сериозна работа, исто така е поврзано со локалната самоуправа. Ние мислам дека почнавме со конкретни рокови, тоа сите 1400 институции да бидат внесени негде до почетокот на идната година и во договор со министерката ги почнавме првите институции на внесување токму од образование или пак околу 350, ако не се лажам, основни училишта и 150 средни училишта. Одлично. Така да сето ова е меѓусебно поврзано, бидејќи се работи и за основно образование, кое што е под директна надлежност на општината. Мене особено морам да признам, значи ме радува што јас доаѓам со над 30 и некоја година стаж од приватниот сектор. Значи веќе имаме постулати низ кои ќе наликуваат на што се мерки и согледувања во приватните компании и кај вработените од јавниот сектор. Значи ова коинцидира со... Да, и добро е што тоа го кажа овој Сотир, затоа што јас во мојата професионална кариера од 30 и кусур години работен стаж, имам 15 години работно искуство во приватниот сектор и 15 години во државната администрација. И точно знам да профилирам што се обврските кои што сакам да бидат исполнети, да бидат на услуга на граѓаните, подобар животен стандард, поефикасна услуга, но исто така е многу битно да има и корелација со приватниот сектор, кој што е еден од најголемите полнаци на буџетот во Република Македонија. И на крајот сите средства да бидат правилно искористени. Ви благодарам. Министерке, дигитализацијата, ја споменавте и вие пред малку, често споменувана во сите сегменти на
на општественото живење во сите системи. Каков е вашиот став, какви се вашите планови во однос на дигитализацијата во училиштата? Ви благодарам на прашањето. Повторно сите се така баш интересни и можеме да ги дискутираме убаво. Покрај тоа што треба да Теми од видиме... секојдневието. Теми од Она што мене ме секојдневието. прашуваат Така е. граѓаните. Покрај тоа што треба да држиме чекор со светот, велам јас, прво околината, а потоа пошироко, дигитализацијата е начин за справување со корупцијата. Е и алатка која ќе олесни многу процеси, но и начин за справување со корупцијата. И ние во Министерството, за да ги олесниме процесите, дигитализираме многу. Првенствено, она што е важно, значи во основните и средните училишта ги опремуваме, внесуваме инфраструктура, дигитална, мрежна опрема, безбедносни системи, за да можат да го користат она што е модерно во светот. Имаме, заедно со Европската Унија, завршивме проект на дневник, електронски дневник, кој е надграден и подобрен и во кој вметнавме елементи кои самите наставници ги бараа за да им помогнеме во справување со одредени проблеми со кои што тие се соочуваат. Бидејќи постојано велам треба да сме во чекор со светот, а треба и општините да бидат, не само Министерството. Иако ми замераат дека може би сме земја на контрадикторности, негде се руши кровот, ние решивме во Министерството да ја внесеме и вештачката интелигенција. Решивме во Министерството на вештачката интелигенција да ја вметнеме во образовниот систем. Ги замоливме универзитетите, како општествено одговорни универзитети, иако треба да има многу повеќе општествено одговорни компании, и јас им благодарам на нивното разбирање. Универзитетот Гоце Делчев направи прирачник за наставници, родители и ученици за користење на вештачка интелигенција во училиштата. И проценија други стручњаци дека е извонреден прирачникот, достапен сега веќе до сите училишта, родители и ученици, првенствено наставници. Но како што претходно реков, за да можат да ја користат оваа новина, затоа што де факто е новина во училиштата, исто така се договоривме со општествено одговорна компанија Бринстер, например, да направи 200 да направи обука бесплатна за 200 наставници. Заедно со ФЕИД и ЕДИХ ќе обучиме уште 700 наставници за користење на вештачката интелигенција, што драстично очекувам да го подобри квалитетот на образованието, затоа што вештачката интелигенција ќе им ја намали административната работа на наставниците, директорите и сите вработени, а пак на децата ќе им даде пристап до многу податоци, ќе ги научи креативно и критички да мислат со помош на нивните наставници, да го развиваат својот потенцијал во иднина така како што очекуваме од нив, а не така како што е моменталната состојба. Ги издигитализиравме процесите во Министерството за пријавување за стипендии, например. Дигитален процесот за сместување во студентски домови. Сите што можевме, ги направивме и продолжуваме и понатаму. Ви благодарам. Одлично. Ме радува што држиме чекор со светот, како што велите и ние, меѓу сите наши проекти, планираме дигитализација на нашата општина Карпош, во план е платформата Мој Карпош, каде што исто така Одлично, се извинувам. И исто така граѓаните ќе доаѓаат до брза информација, до брза услуга, како што спомена и министерот на клик или два, да нема затворени врати, да не губат денови, да не земат денови од одмор за да си завршат некоја работа, за да се информираат за спортски, за културни настани во општината, па се надевам дека и во тој сегмент ќе сработуваме со министерството. Министре, во вашето министерство најавивте воспоставување на Академија за јавна администрација.
колку тоа ќе влие врз квалитетот на кадарот, да речеме, и на локално ниво и ниво и ќе содейства со систематизирање на работните места во општината. Сутре тоа го најавме пред 2 месеци, тогаш беше најава, сега е реалност. Значи законот за академија за воспоставување за прв пат, велиме историски потека тоа, за прв пат во Република Македонија се формира академија за обука и едукација на јавните службеници. Ова го сметаме како еден од главните столбови за почеток, но и за иднината на кариерите на јавните службеници. Зошто? Приврзани сум да ја кажуваме вистината и ние во рамки на секоја институција, без разлика каде се наоѓа, дали е во јавниот сектор, дали е во локалната самоуправа, дали е во образованите, се соочуваме со луѓе, со административци кои што немаат доволно знаење, не се доволно едуцирани и пак ќе се навратам, тоа е производ на досегашната партизација во изминатите 30 години. Да. И тука има ред други фактори, сега да не се навраќаме на тој проблем. Ние тежнееме кон реализација и поправање на состојбата тука. Ова е еден од главните проекти во кои што сметаме дека нивото на едукација, знаење, професионалност и квалитет на јавната администрација со крајен резултат и цел подобри услуги кон граѓаните, побрзи услуги кон граѓаните, поефикасни услуги кон граѓаните, ја гледаме како една матица која што ќе биде творец на вакво знаење. Освен при почетокот на градење или пак при вработувањето и полагањето согласно претходните закони одредени тестови, каде што треба да со зголемени критериуми да потенцирам, каде што секој иден вработен во јавниот сектор треба да ги покаже, оваа академија практично треба да биде проверка на секој кој што ќе влезе во јавната администрација. Што значи тука ќе го проверуваме на одреден период знаењето на јавните администрација, затоа што ти влегуваш во јавната администрација, но европските трендови се многу брзи. Ти треба да се прилагодуваш кон нив, што значи дека треба и своето знаење да го прилагодуваш кон она што е поефикасно. Така да тука ќе биде вклучени на голем број на експерти, како од внатре, од Република Македонија, така и од надвор. Можам во овој момент да кажам дека она што е најбитно, ние подпишавме меморандум за соработка со Република Франција, односно со неговата екселенција францускиот амбасадор во Република Македонија, која што е во топ 3 академиите во светот за обука и едукација на јавната администрација. Во првиот налет, во првиот чекор, во оваа година ќе безбедивме квалитетни експерти од Република Франција, но исто така морам да кажам преку регионалната школа РЕСПА, ние овој процес го интернационализиравме, што значи до овој момент подпишавме 3 меѓународни меморандума со земји од регионот, тука пред се е Република Србија, Република Црна Гора, но и земја членка на Европската унија, Република Словенија, каде што ќе можеме на тоа ниво да разменуваме искуства и сугестии, мислење и ставови околу она што се вели работење и функционирање на академијата. Во исто време, оваа академија ќе служи и за проверка и до едукација. Мора да го имаме во предвид социјалниот момент. Јас кажав дека во следниот период ни следат низа на други пакет реформски закони. Трендот мора да се следи, што значи ќе се работи на она што ни е европска задача, би рекол, на намалување на буџетските корисници од 40%, што не е еден од условите од Европската унија, но администрацијата треба да биде задржана, имајќи го во предвид социјалниот момент да не се оди на отпуштање на вработените во јавната администрација, туку транспарентно, отчетно, демократски, со прашања до самите нив, во кој сектор каде се гледаат и каде може да дадат свој допринос. Но за тоа е потребна доедукација, пренамена на знаењето и така натаму, согласно афинитетите кои што ги имаат вработените во јавниот сектор. Што значи еден сериозен столб, долгорочен столб, кој што ќе биде, се надевам, квалитет, знаење, професионалност на јавната администрација. Одлично.
Јас ќе морам тука некаде да го привршам овој подкаст, сега вака како водител да се изразам, нели постојано прашуваат режија едно друго и така натаму. Прво да ви кажам дека го пробивме малку времето за подкастот. Меѓутоа сакам да истакнам дека сум воодушевен од вашата енергија која носите и двајцата како мои денешни соговорници, со оглед на тоа дека сме во попладневните часови, сте имале сигурно огромен број на обврски низ денешниот ден. Да ви кажам дека слушнав многу пријатни работи од вас двајцата. Ми е особено драго што пред се гледам предничи во Министерството за образование, секако и во Министерството за јавна администрација, односот кон човечките ресурси. Човечките ресурси се нашето богатство. Така да имавме одлична дебата. Одговорив одлично на сите мои прашања, осознавме многу и јас како кандидат. Се надевам и нашите гледачи ќе уживаат. Би сакал само вака од вас на крај, пред да ја завршиме, по збор 2, како за крај што би порачале на гледачите, кон мене, кон гласачите. Можем ли ја, професорке, прво? Повелете, министер. Иако е пракса дамите да имаат предност. Сотир, прво сакам да ти заблагодарам за можноста да, како министер, ги презентирам значајните реформи во јавната администрација, чекорите кои што ги превземаме. Меѓутоа, ти ме покани како министер и сега самиот кажа дека досега ги имавме професионалните обврски, меѓутоа мора да напоменеме дека е кампања, дека се избори и дека практично сега од оваа емисија продолжуваме со партиските активности. Ќе ми дозволиш сега да дадам една порака крајна, не како министер, туку како генерален секретар на ЗНАМ, која што чувствувам за потребно да ја кажам на граѓаните на Карпош, таму каде што ти си иден градоначалник на Карпош. Почитувани карпошани, значи Сотир го знам повеќе од 15-20 години. Тој е човек кој што држи до својот збор, држи до своите ветувања, човек кој што има секогаш отчет за своите ветувања, човек кој што е со еден слободарски дух, човек кој што обединува, не разединува. И тебе, Сотир, те сметам како човек кој што не е кандидат на една политичка партија, туку е кандидат на сите граѓани на Карпош. И сакам да искористам оваа прилика да ги повикам сите членови, симпатизери или гласачи на движењето Знам за наша Македонија, чиј генерален секретар сум, да ја дадат поддршката кон тебе, кон број 9 на гласачкото ливче, кон Сотир Лукровски, затоа што само ти си гаранција дека ова општина, заедно со поддршка на владата, ќе оди во вистинскиот правец. Почитувани карпошани, Сотир ниту е на некоја црна листа, ниту е со извршна пресуда. Сотир доаѓа од вас, од граѓаните, и ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните. И можам да кажам дека, познавајќи го долг период, секогаш обстојувал на зборот. И верувам дека како иден градоначалник ќе направиш една европска општина со многу инфраструктурни проекти, со капитални инвестиции за подобар живот и стандард на граѓаните. И ќе ми дозволиш на крај кратко само да ги повикам и граѓаните на Карпош да ја поддржат листата на движење Знам за наша Македонија за број 2, затоа што ја предводи навистина еден од најдобрите хирурзи ортопези, нашиот доктор Јасмин Циревири, кој што верувам дека во соработка со тебе хируршки прецизно ќе ја води и општината Карпош. Уште еднаш ти благодарам за поканата и ти посакувам и сигурен сум во твојата убедлива победа. Се што рековте, верувајте дека така и ќе биде. Министерке? Сотир, јас имам две пораки. Една до тебе и една до граѓаните, односно карпошани. Првата порака, бидејќи ти ја спомна нашата енергија, дека ќе ти треба многу енергија, бидејќи ќе треба напорно да се работи. Нашето искуство од овие 16 месеци вели дека само напорна работа може да даде плод.
Со оглед на тоа дека ти напорно цел живот си работил, јас сум длабоко убедена дека нема да ти недостасува ниту енергија, ниту ќе се секираш за тоа што ќе работиш. Така е. Пораката е до тебе. До граѓаните на Карпуш. Сотир е кандидат на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН многу пати во минатото покажало дека знае да гради, дека знае да создава и дека тоа што ќе го создаде се трајни вредности. За разлика од тоа, не сите влади така постапувале и граѓаните очигледно на последните парламентарни, но и на последните локални избори ја направија разликата. Сметам дека овој пат не треба да имаат никаква дилема, дека го имаат најдобриот можен кандидат за Карпуш, дека она што сме го ветиле заеднички и поединечно ќе се оствари и дека ти ќе направиш животот во Карпуш да биде многу градски, многу европски и на големо задоволство од граѓаните. Затоа, почитувани граѓани, ние сме во коалиција, нема лутање. Гласајте за бројот 9 за градоначалник и бројот 9 за советничката листа на овие локални избори. Ви благодарам. Ке имаме секако еден убав монолитен состав на Така е. советници кои заедно со мене ќе допринесат Како велиме, тргнавме пред 15 месеци да градиме едно големо семејство на централно ниво, да го градиме да и на го локално. градиме и на локално ниво, затоа што ако имаме таков монолитен совет, ќе имате успех и вие, и советот, ќе си помагате градоначалникот и советот, и ќе се контролирате заеднички и советот градоначалникот и градоначалникот советот. Многу го поминавме времето, Така. многу успех, со многу работа, многу малку среќа. Јас овој- Сигурна сум дека се ќе биде како Јас што овој треба. пат Само работа, да. оставив Да. повеќе време за вас. Сите оние проекти кои ги споменавме, веќе ги промовирам неколку месеци. Денеска ми беше особена чест да ви слушам двајцата, да ви се заблагодарам за убавата енергија. Ветувам дека се она што го ветивме заеднички пред граѓаните ќе биде исполнето, ќе ми биде чест да соработуваме, а се со цел да направиме еден подобар Карпаш. Благодарам. Ти благодарам на поканата. Благодарам.